Значително е намалена смртноста кај бебињата и децата до 5 годишна возраст. Последните статистики покажуваат дека за 87% е намалена смртноста кај новороденчињата, а за 75% е намалена смртноста кај децата до 5 години. Овие статистики направени во периодот од 2015 година до 2025 ја пласираа Македонија меѓу најдобрите земји во светот во борбата со смртност кај дечињата. Овој значителен напредок е резултат на подобрување на клиничките протоколи, заштита од инфекции, набавка на современа опрема, обука на докторите, вели директорката на клиниката за гинекологија и акушерство, која потенцира дека и покрај одличните резултати и огромниот напредок, сепак уште треба да се работи. Болниците во руралните средини кои не можат соодветно да ги третираат предвреме родените бебиња и зголемениот процент на пораѓања со царски рез, ги истакна како главни проблеми кои треба итно да се надминат. Се разбира, ние нема да бидеме задоволни само со ова и понатаму предизвикот останува. Она што сакам да истакнам дека потребно е зајакнување и имплементација на мастер планот, детектирање на оние региони каде што нема соодветно одговарање за третман на дечињата, значи на перинаталните, на предвремено родените да се зајакнат. И како гинеколог морам да истакнам дека треба да се адресираат проблеми, како што во нашата држава, тоа е и светски тренд, меѓутоа процентот на царски резеви навистина е зголемен и треба тука да се упати едно внимание за ревидирање на клиничките протоколи. Пофалба за овој значаен напредок дадоа и од светските организации со надеж за уште поголеми успеси. Според нив Македонија се издвојува од останатите земји како најуспешна приказна за намалување на смртноста кај децата. Важно е успехот што го славиме денес да биде подеднакво распределен из целата земја, така што и најранливите групи жени и деца да ја добијат поддршката за која знаеме дека е заснована на докази и дека дава резултати. Исто така важно е инвестициите од владата и минатите и сегашните, кои не доведоа до ова ниво, да продолжат, како и да се одбележи работата на здравствените работници на првата линија, кои посветено работат со години и таа поддршка за нив да продолжи. Министерот за здравство Азир Алиу вели дека овие бројки се за гордење. Македонија е успешен пример за останатите држави, а реформите, спасувањето на детски животи и заштита на мајките и понатаму ќе останат приоритет во македонското здравство.